Градоначалникот Илчо Захариев денес си го плати данокот. 4500 денари. Шехтарски и мнозинството во Советот го заглавија Делчево, тврдат од СДСМ. Годинава администрацијата нема да работи 150 денови. Многу е тоа. Платеното неработење почнува од денес. Годинава со повеќе новороденчиња од лани. Првото беше машко. 3 кг и 149 сантими долго. Со денешниот Свети Игнат почнаа бадниковите и божикни обичаи. Градоначалникот Илчо Захариев денес си го плати данокот на имот. Со полнење на општинскиот буџет пред да бара пари од граѓаните, штипскиот градоначалник прво бркна во сопствениот джеп. Вкупно градоначалникот плати за него и за потесен круг, односно неговата фамилија. Вкупно плати 3161 денар и исто така плати за уште едно решение за негова фамилија, вкупно 4500 денари. Лани, само по основ на данок на имот, Штип наплати 29,6 милиони денари. На колку се надева општината оваа година? За 2014 година имам извадено 15.500 решенија за физички и за правни лица. Од истите, општина Штип планира да инкасира нешто над 30 милиони денари. Нога за одговорност повлече Штип и градоначалникот Захариев. Кога во прашање се останатите градоначалници, денес не добивме одговор ни за тоа дали ги плателе ланските сметки, а уште помалку кога ќе ги платат годинешниве. Исклучок се првите луѓе на Виница, Пробиштип и Македонска Каменица, кои потврдија дека долгови за данок немаат, но годинашниве сметки ќе ги платат кога за тоа ќе добијат решение. Тоа веројатно ќе се случи до крајот на март, кога истекува рокот за нивно изготвување. Инаку, годинава вкупно од граѓани и фирми, општините планираат да соберат околу 140 милиони денари, што е за 10% повеќе од лани. Кој е пострашен за советниците од мнозинството? Градоначалникот Шехтански или пратеникот Трајановски? Па мораше на мускули да се истурка најлошиот буџет во историјата на Делчево. Запрашаа денеска социјалдемократите и обзнанија дека задолжувањето со кредити на Делчево наредните 2 години ќе достигне 90 милиони денари. Каде се земаат кредити, да се зголемуваат платите, дневниците за службено патување, репрезентациите, привремените вработувања, гласаа за буџет со недомаќинско трошење на парите на граѓаните. Социјалдемократите подсетија дека во последните 5 години општината го распродала целиот општински имот и државно земјиште, но долгот на општината се зголемил за 6 пати. Преседателе Христов, сами си ја ишкате мувата од капата. Свесни за притисоците кои ги имавте за буџетот и заканите, па моравте да свикате вонредна седница, да се изгласа буџетот таков како што ви го скроија и да ја оправдате вашата некоординираност со советниците од вашата партија, моравте да обеќавате и брда и долини. Стојчевски информираше дека парите наменети за филтер станицата всушност се наменети за изградба на прочистителна станица. Не ги манипулирајте советниците и граѓаните. Едно пишуваат, друго кажувате, трето гласаат. На седницата не присуствуваше градоначалникот, присуствуваше пратеникот. Кажете од кој имате повеќе страв, од градоначалникот или од пратеникот? И денеска молкот представниците на локалната власт. Тие не почувствуваа потреба да одговорат на нашите телефонски повици. Годинава со повеќе новороденчиња од лани, покажуваат статистиките на Штипското акушерско оделение. 2008 година сме имали околу 1200 бебиња и после тоа имавме околу 900, 2 години имавме по 700 раѓања, 2012 имавме 955 и сега 1019. Во првите 2 дена Штипското акушерско оделение се радуваше на 4 бебиња. Првото на свет дојде на 1 јануари во 9 часот и 20 минути. Тоа е машко бебе, 3 кг и 149 сантими долго, нормално спонтано породување, мајката е првородка. Плачот на првото бебе ги израдува сите, но најмногу неговата мајка на која ова е прва рожба. Многу среќна. Уште немаме име, после ќе му дадеме, ќе се договараме.
Најважно е живо и здраво. Првото бебе денес од градоначалникот доби ваучер од 10.000 денари и подароци. Се наоѓаме во посета на акушерското оделение во работна единица гинекологија и акушерство при клиничката болница Штип, да врачиме поклони на првото родено дете во оваа година. Ја посетивме мајката, таа е во добра кондиција, бебето е добро и испадна дека е моје комшиче. Освен мајката, градоначалникот без подароци не ги остави ниту вработените на гинеколошко-акушерското оделение. Од име на персоналот, благодарност за донацијата на самото оделение, кој се состои од спавачи и материјал кој е потребен за клиничката болница. Ова е прв пат по подолго време Штип да бележи нагорна тенденција кога е во прашање наталитетот. Нешто на што сите се надеваат и за годините што следат. Инаку на ниво на регион, од почетокот на годинава се родени 12 бебиња. Годинава администрацијата нема да работи 150 денови. Платеното неработење за некои почнува од денес. Имено, на работа денес требаше да се појават околу 15.000 вработени од регионот, но најмалку 2.000 од нив денес не беа на работа. Генерално, отсуствата на сите им се оправдани, зашто сите имаат останато денови од годишен одмор, кои најчесто ги користат за празници. Дел од вработените во општина Штип имаат побарано користење на годишен одмор, меѓутоа и покрај отсуството на дел од администрацијата, сепак локалната самоуправа ги извршува своите работни активности. Делот со вработените од локалната самоуправа од општина Виница, кои новогодишната ноќ ја пречекале надвор од државата, денес не се на работа, ги имаат поврзано новогодишните и божичните празници, користејќи денови од годишниот одмор. Вака во државните институции ќе биде уште најмалку 26 денови, колку што има празници оваа година. Од нив 11 се државни празници и на нив дома ќе седат сите. Православните верници ќе празнуваат дополнителни 5 верски празници, а сите останати националности и верски заедници ќе подолат уште 11 неработни денови, значајни за нивната нација, односно религија. Традиционално и оваа година најмногу ќе се празнува во јануари. Од 31 ден дури 7 се неработни, што значи дека од 5 работни седмици една цела ќе се седи дома. Најблиски до јануари се и април, и мај, октомври и декември, кога дома ќе се седи по 4 денови. Август, септември и ноември се со по 2 неработни дена, а јуни и јули со по 1. На работа без прекин ќе се оди само во февруари и март. Дополнително, за разлика од реалниот сектор, администрацијата одмора и секоја сабота и недела. Годишно тоа се вкупно 52 недели, односно 104 денови. Ако на ова додадеме и 20 денови одмор, бројот на работни денови за администрацијата доаѓа до 151. Многу е тоа. Многу е тоа, бе. Половин година е тоа. До 350 дена, 150 дена неработни, тоа е стварно многу. Ти еден работник не го пуша да излезе, ја го и вчера и денеска, а тоа е 150 дена, тоа е сосем многу. По мене би требало да биде 26 дена колку е одмора таму и највеќе уште 10 дена. Да, треба да се научим ние македонците прво да работиме. Не малку ни се работи, сакаме многу да трошиме. А тоа е голема грешка. Секако, половина година неработна е само за администрацијата. Стопанството, кога во прашање одморањето, брои многу поситно. Денеска е Свети Игнат, денот кога според многумина почнуваат вистинските бадникови и божикни обичаи. Колективната меморија на овие простори запаметила дека се што ќе се направи на овој ден, ќе го правите во текот на целата година. Односно, каков ќе ви биде денот денес, таква ќе ви биде годината. За да го избегнат малерот, постарите од утринава ги затвораат вратите за да не им влезат лоши луѓе дома и лошо да им биде годината. Исто така денес на никој да не позајмувате пари за цела година да не ги давате. Со денешниот ден се врзува и обичајот за месење колачиња, како вовед во предстојните коледарски обичаи. Во источниот регион денот на Свети Игнат се поврзува со верувањето дека од денес почнува да расте денот. Од Варвара до Свети Игнатие дено и ноќта колку биле пат толку останале. А од денеска ќе се подига денот, значи. 2 јануар е празник христијански Игнат и денот е подигнат за еден зголемен за еден иглен врв. Инаку црковно
Празникот е посветен на Свети Игнат Богоносец, момчето кое во своите преградки го држал Исус. Тој неговото име означува што станало со него, тој маченички пострадал и во неговото срце било пронајдено името Исус Христос, што значи го носел Господа Бога во своето срце и затоа е наречен и Богоносец. Верували или не во денешните адети, искористете ја традицијата за убави работи. Денес заборавете на нервозата и проблемите, бидете расположени и насмејте му се на секој оној кој размислува поинаку од вас, за секој случај. Медицинскиот факултет при Штипскиот универзитет објави оглас за упис на специјализанти. Вкупно има оглас за 112 специјализанти во 24 области. Од нив 50 се товар на институциите во јавното здравство, а 62 се приватни. Новата година во регионов главно помина мирно. Во Штип е регистрирано само едно малолетничко пијанство, во Кочани 3 тепачки, додека најмногу работа лекарите имале во Делчево, каде се регистрирани и пијани и повредени. На медицинска помош Делчево се примени 46 пациенти. Обавен еден повик на 194. Пациентите беа со повреди, дел од физички напад, дел од невнимание. Исто така имахме примено пациенти после алкохолна состојба со лесни симптоми, главоболка, вратоглавица и слично, и една алкохолна кома на млада 20 годишна девојка со нарушени витални функции, отежнато дишење, заврзана работа на срце и по наша интервенција и реанимација завршена е успешна работа и пациентката е пуштена на домашно лекување. Во Виница отворена изложба на уметнички слики на 7 уметници и членови на Сдруженијето УМ. Сдруженијето УМ работи од 2005 година и од тогаш има реализирано повеќе проекти. Освен ликовни изложби, реализатори на споменик на градскиот плоштад во Виница и на најголемото уметничко дело Виничка афера, која ја крсти салата на Советот на општината. Младите спортисти од Универзалната спортска школа во Делчево пред своите родители на отворен терен ги покажаа стекнатите знаења и вештини во спортовите. Спортистите презентираа вежби на партер, боречки вештини, а најмладите до 6 години вниманието на публиката го привлекува со елементарни игри во спортот, наменети за нивна возраст. Спортската школа која во Делчево работи веќе 3 месеци, денес брои 80 млади спортисти на возраст од 4 до 11 години. Имам чест да ви кажам дека за овие 3 месеци децата многу брзо напредуваат. Се е поголемо и поголемо нивното присуство, мерењата покажуваат се подобри и подобри резултати. Ги повикувам сите мои колеги во Република Македонија да земат програмата од Светската асоциација за правилен развој на децата и да почнат да работат со Универзална спортска школа, бидејќи тоа е единствениот чекор во кој што ние можеме да им дадеме можност на децата уште нова мала возраст да почнат да спортуваат, да рекреираат. А нас не треба од Берово полиција, да нас и тука треба. Тука си беше полицијата и тука треба да обстане. Таа полиција на нас и треба со младината, младините да ги чува. Друго ништо. Само полицијата да ни врне. Населението тера полицијата да дојде тука. Историјата се повторува дури и во календарите. Годинашниот е идентичен со оној од 1986 година, што значи дека по 28 години распоредот на деновите повторно се наредија по дис редослед. Ова особено ги воодушеви љубителите на 80-тите, но и колекционерите, зашто на пазарот повторно се појавија календари од 86 година со карактеристични декори за тоа време. Најатрактивни и најбарани се оние со ликот на Момчило Бајагич Бајага, кој е популарен и денес. Плави оркестар, кој во тоа време беа на врвот на кариерата, Пирели објави досега невидени фотографии на Хелмут Њутон, кои биле наменети за календарот од 86-та, но досега не биле објавени. Цената на интернет на овие календари се движи од 20 до 50 американски долари. Во третиот ден од новата 2014 година православните христијани ја одбележуваат светата мачиничка Јулијана и 630 мачиници со неа, а за католиците утрешниот ден е во знакот на Свети Гененува.